Деновиве прочитав една шега. Именно имало некој рибар кој бил многу малер. Никогаш ништо не можел да улови. Но еден ден му се насмевнала среќата. Фатил рибка. И рибката му рекла: добар рибару, ќе ти исполнам една желба ако ме пуштиш. А рибарот рекол: како една, сите златни рибки исполнуваат по 3 желби, а ти мене една. Па ти си голем малер, не среќен човек, затоа с тебе само една желба можам да ти исполнам. И добро, посакал рибарот да биде принц. И рибата му рекла: нема проблем, од утре со вајле ти ќе бидеш принц. Заспал рибарот, ја преспал добро ноќта и утрото го буди жената му. Ги отворил очите, гледа, над него стои принцеза. И му вели: хајде, Фердинанд, станувај, денеска мора да стигнеме во Сарајево. Знаете сега што понатаму се случи во Сарајево. Фердинанд или врз Фердинанд е извршен атентат. Значи, несреќниот рибар, принц бил само додека сонувал, односно само дел од денот. Меѓутоа не се сите рибари малерости. И сите рибари не се несреќни, како што кажува оваа шега. Има рибари кои што им поаѓа отрака и тогаш кога никој не може ништо да улови, тие го прават тоа. Значи имаат среќа, ама рибарот не сака никогаш да му речеш кога оди на риболов: ајде нека биде со среќа или среќно. Меѓу рибарите, а побитола ги има не знам колку, прилично голем број, има поискусни, има помлади рибари, има рибари кои се познати како луѓе кои што независно од местото, од приликите, од временските погоди или непогоди, тие дома не се враќаат со празни раци. Меѓу нив е еден наш сограѓанин, прекарот му е цумани, ама луѓето велат дека кога тој ќе се појави таму каде што треба да се лови, е бетер од цунами. Тоа е приказната за нашиот цумани. Ќе слеземе во реката, ќе го најдеме, сигурно е тука некаде каде што лови. Кој што го бараме не е на реката, меѓутоа убеден сум дека нема да мине долго време, а тој ќе пристигне. Ние ќе го чекаме. Реков дека ќе дојде. Јас сега ќе одам по него и имам намера да му ги научам сите тајни.
Хај ти! Видиш ке се скриеш, а? Не можам да се скријам од тебе. Дај малци ке ми прошиш ке те вознемириме малку голови, ама сакам од тебе да дојдам малку скришно, потајно и да видам каде си, ама јас нема да откријам. Реката каде сме сега, што ловиме, како ловиме. Јас не кажам многу кај одиме и на други, али си одам кај што ми е познато мене појке. Ама Одиме на река Планинска, така е, има пастрамка, има кркушка, мренка тука и така. сега кажи ми, сите те познаваат како Цумани. Не кажаш каде одиш на риболов, а не кажаш и кое ти е вистинското име и презиме. Кажи се. Се вака да кажам. За ова дури е смешно, можам да кажам за името. Со жената уште ко се зедов, одиме на матичар да ми го знајче името. Цумани, Цумани и Цумани. Дојдовме на матичара, Пеце се викаш ти вика. Пеце. Јас сум Котески Перо. Роден од Битола, битолчанец стар, рибар, можам да речам, не најстар, ама меѓу најстарите. Каде е љубовта према риби? Тоа да ви кажам, тоа уште од дете на 10-13 години со постари рибари еднаш ојдов и се залюбив во реките. Тогаш немаше така, ко сегаш имаме избор на реки, тогаш беше езерото, ова блатото. На блато, одевме на Кемери. Пати блатото, да. Да, на Кемери. Кемерите беа пред мостот сега на Црна за Нова Цишо. Имаше риба, Риба колку сакаш. а помалку рибар. Рибари колку сакаш. И тогаш имаше. Имаше Сега риба, има помалку риби од рибари. Сега многу рибари, риба нема. Обратно. Тогаш многу риба имаше, а рибари помалку. Кажи ми сега, пријатели сме, затоа ќе ти соврекам со ти. Како го доби прекарот Цуман? Имав еден другар, Егејче дете, беше бегалец во Чекословачка. Тој таму живееше, кога си дојде тука, игравме фудбал. Отигравме фудбал, јас кога дете мал, голман бранев. И почнавме да играме, се заимавме поќе и се дружевме секоја вечер заедно. А тој во Полска имаше некој другар негов, Цумановски. Така се викаше сега. Така тој кажа, шуе? Така кажа. И да не го заборај другар во него, Цумановски, почна мене да ми вика скратено Цумани. И така ми остана прекарот Цумани. Многу души ќе ме најде и на пазар, не вика Цумани. Цунами кај си? Тука со Цумани, не Цумани. Готово вика, Цунами си вика ти. Искрено му е страх кој ќе одам, јас го паќам по риби. И затоа вика така. Приказната на реката заврши. Видовме како лови нашиот денешен соговорник. Сега сме во неговиот дом. Ќе научиме уште многу други работи. Има тој да прикажува за она што поминал се низ животот како спортски риболовец со денот. Меѓутоа нашето време е ограничено, затоа ќе поитаме да го почнеме разговорот со Цумани. Слушнавме на реката дека почнавте со спортски риболов да се занимавате од раната младост, од раните детски години кога во Битола уште постоеше блатот. Блатот. Да, а помина од тогаш колку години? Од тогаш има 50 години. Без застој 50 години се занимавате со спортски риболов. Да. Тоа е долг период. Тоа уште Кемерите блатото кој постоеше. Кемерите кој беа, тие беа пред Новаци, пред мостот Новачки. И блатото беше надолу према Брод, према долниот дел на Пелагонија цела е запаќаше. И уште млад бев тогаш, не влегов со чамци многу, на Кемери ловевме. Кемерите ни беа за нас поќе. Кемери беа
места кај беше останата вода под лабока така, и странично, не крајно беше тоа, почеток на блатото. Колку одеше надолу, длабоко, мостови беа тука, општина беа Ќемерите. И тука имаше такви места што држеше риба. Каква риба имаше? Риба, ние ги викавме грбавки тогаш. Имаше краб, имаше плотица, таа е како една врста ко карасо. Караси беа, ама ние така и викавме тогаш. Кленови пославо беа. Пославо, мренки. Мренките не, во реката беа. Само во реката. Во реката. Овде беше претежно крапска риба. А велат дека имало доста и сомови. И сом држеше, јагула имаше. И јагула имаше доста, имаше и сом. Али беа сомовите длабоко во Пелагонскиот дел, мислам во блатото долу. Према Букри, према Талијански чешми надолу и така. Велат дека кога беше блатото, освен рибата, имаше тршка, имаше луѓе едно чудо живееја од правење, користејќи ја тршката, рогозини, што не за покриви така натаму, меѓутоа имало и доста птици. Се сеќавате нешто на тоа? Да. Па тогаш имаше доста, колку што јас ги знаев, несити. Несити сега немам видено тука, тогаш имаше многу несити. Несити беа пеликаните, овие што ги викам, големите птици. Тие со едно јадење многу риба држа во клуно. Има бабки големи, неситите, големи птици се. И доста риба ловеа. Резерва. Тие имаше и доста пајки, многу пајки имаше. Од пајките корицима селаните ги тепаја, се носеа битола на пазар. Носеа риба, после многу се носеше. Од блатото живеа новаци, рибарци, надолу трска. Тогаш куќите се градеа со трски, она таван едно друго, плетеа трски, на пазар се носеа, се продаваја. И така, доста имаше корис од блатото. После кога се почна да се суши, се почна да се намалува, се исуши блатото и стана Пелагонија, плодно земјиште. Плодно земјиште стана Пелагонија, ако немаше блатото, Арно Лошо стана рекордер во производство на пченица, и тоа во славенски размери и така натаму. Јас цумани се сеќавам дека некаде сега во време или некаде октомври, кога беше тоа, кога ластовиците бегаа на јука, бегаа со денови, со милиони птици и така натаму, исто така надвитува со денови грачија, пајки, гуски, кои што исто така се селеа надолу. Гуски. Јужните крајеви, така бе. Така да. Тие беа во јато и по цели ноќ игракаја. На невреме претежно одеа поќе, кој имаше невреме, тогаш бегаја. За да не ги ловат. Да, оти многу во блатото се тепаја. После тоа, кој ќе поминеше ова сезоната, се враќа во топлите крајови, си дека преселна птица е. И цела ноќ да грака. Каде се во овие 50-тина години ловел риба? Има ли Македонија, има ли ова наше протестно битолско подрачје мегдани за задоволување на страстите на спортските риболовци да уловат, да фатат нешто, да донесат дома и да направат задоволство, односно кеф, како што знаеме да речеме? Сега младите кај шода и по широкиот дел и во битолска околија и Македонија, реки имаме се. Немаме риба.
имаме загадување на водите многу, што ни даде Господ природата да можеме да си ловиме, да живееме, да сите работи, самите го уништуваме тоа. Веќе изумира и рибата и се. Црна беше најдобра река во Југославија, таков кањон немаше друг. И најбогата со риба беше. Сега постепено се уништува. Ево, последните години знаа рибарите. Нема ни пат да поминиш покрај река, не се врви. Жбундја. Не оди никој. Загадена водата е, рибата мириса и така. И каде сте биле се во овие години? Ајде да испомниме некои локации каде што најчесто не само вие, и сите битоси спортски риболовци оделе. Каде одете најчесто? Добро, јас одев претежно кога бев помлад на пастрмка. Бев пастрмкаш. Исклучиво на пастрмка одев кога бев млад. Битолска околија беше богата со риби, злокуќани, Цапарка, Малојшка река, Коњарка, Бела река, Белица. По таа страна Кранска река одевме на Брајчинка. Тие сите има многу пастрмка на времето. Али тогаш имаше и ред, имаше и чувари, имаше и се. И се порибуваше. Сега последно време од мештаните, тамошни луѓе што се и не се порибува, нема нигде од овие реки што испомнав риба нигде. Сегде е уништена рибата. Да одиш ти на Коњарка, да поминиш 5 километри пат, да патиш 10 риби. Или Некој. 3 риби. Тоа е жалосно. А на времето имаше многу риба. Е сега, нашите крајови, ти кажав, имам ловено јас на Бабуна, на Демир Капија, на Дошница. Сегде имам ловено, не можам дури да... Македонија цела. На Треска, на Радика имам ловено многу. Имам ловено на Песочан, имам ловено на Опеинца, Опеничка реката. Имаше доста пастрмка, влегваше од езерото на времето. Големи парчина беа, сега нема. Направија брани, олона и така не качва рибата. Рековте дека сте еден од пастрмкарите, кој што исклучиво одеа по планинските реки, каде што ја имаше таа благородна и една од најквалитетните риби, не само овде во Македонија, насекаде ни светот. Меѓутоа не бевте сами, сигурно, не? Имаше многу доста такви влюбеници во пастрмката како вие што бевте. Имаше доста што пастрмкаши што се одвојувавме од другите рибари. Оти секој не можеше да биде пастрмкаш. Не. Едно треба одење повеќе, друго да си спретен, рефлексив, оти пастрмката е брза риба. Па да работиш со мушица, со блинкер, оти таа е исклучиво на вештачки мамец се лови. Со мамци живи забрането е. И затоа многу души, тие што беа пастрмкаши, беа прави спортисти. Да. Може да ни спомнете некои имења, се секавате на некои од нив? Пастрмкаши беа, прво ќе кажам старите, се не се повеќе живи меѓу нас. Иракли, Ристомулов, Драги Цауро, Пешако и доста, зашто не можам да испомнам дури многу се.
речеме немаше пастрмка кога беше забранет ловот на пастрмката. И кога се намали, да речеме, пастрмката во нашите планински реки, многу пати можевме да ја видиме по другите, по низинските реки, езера, вешташки езера, природни езера. Сега да се вратиме долу во низините, што тука имаше и каде се одевте и ловевте. Јас ќе ви кажам сами, ако престана пастрмката, веќе реките се намалија со риби код немаше, оти немаше интересување поќе не се порибуваја. Чим не се порибува нешто се лови, а не се порибува и нема и риба. И така постепено и со годините се префрливме на активен риболов. Почнавме на вештачки езера, се направи Стрежево во Битола и на почеток имаше доста клен, оти самото езеро природно имаше пастрмка, клен, скобал имаше, мренка, реката си држеше. Таа е реката со ова Малојшка и Цапарка. И додолу према Црнеец, надолу до Радовор се имаше риба. И кога се затвори Стрежево, кога се направи акумулацијата, се пориби со крап после, па се донесе црвеноперка, плашици и така, имаше доста риба. Одејќи по реките ја научивте географијата, научите каде се извираат, каде се влеваат реките и така натаму. И сметате ли дека Македонија од она што вие имавте можност да прошетате, да видите, да посетите, дека е богата со реки, односно со вода? Па богата е доста, претежно со планински реки и доста пастрмка има. Али сега со самото време кој што кажав не се порибува. Рибочуварската служба е сегде ослабена и така се намалува рибниот фонд. А реки имаме многу убави што можеме да се пофалиме дури во Европа. Радика е река една од најдобрите. Малку кога се усовршивте во спортскиот риболов, се појави една друга потреба, да се надпреварувате, да учествувате во надпревари бројни и така натаму. Каде се до сега, односно, може се во врска со тој дел од вашиот живот, имате многу дипломи, многу признанија, многу медали и што уште не освојувано, малку сега тоа во неколку црти да не го објаснам. Јас како млад почнав со овие искусни рибари, драги што ви кажав, пешако тие врвни мајстори. Од нив научив многу. После тоа тие беа такмичари и почнав со нив да такмичам. Постепено стекнав искуство, веќе станав во Битола најдобар. Без да се фалам самиот, него кажува самите медали, признанија, такмичање и овона. После учествував на републички првенства доста, меѓуопштински, меѓуградски и државно првенство на Југославија бе една година. Тоа беше врво, мислам, што постигнав најголем успех. И тоа е хоби што големо задоволство ми прави. Имате евиденција колку медали, колку први, втори, трети место? Имам, ќе ви покажам, Дали имате некаква евиденција, речеме колку први места на републичко, на општинско, на меѓуградски првенства? Општински имам први места 5-6 во сениори, ветерани имам земено 3 први места, втори места имам, во сениори имам второ место 3 пати, така мислам 4. Републичко првенство имам, на струга првак шампион сум бил, текстилијада и Југославија прво место имам земено и не ги знам сите, не можам да се сетам. Дали сега исто така учествувате на надпревари? Последните неколку години веќе заситен сум, викам, во ветерани можам да одам, во други не можам категории, ради годините.
Кога ќе забрчи нешто по многу тајните, скришните патеки низ планињето покрај реките, велат иди цумани со моторче. Вие ретко кога бе видел човек со автомобил да стигнете некаде каде што се лови риба, постојано сте со моторче. Од каде се исто така таа обсесија покрај риболовот и постојано на моторче, и така натаму врни, грми, за цумани патот врни. И нема проблем. И тоа е хоби мотор, јас со мотор што се вика сум роден уште. Така се вика зборот. Моторот го терам 50 години. Од 60-та година со моторот. Со положено со А категорија, мислам, за мотор. Ко полага, тогаш беше Чклямо и Јорги ми вика, положи вика за кола. Не волам што ќе ми ја кола, со моторчето посигурно. И така го зедов дозвола со моторот и со моторот си одам сегде. Кај што не оди кола, моторот ми оди сегде. И задоволство ми мотор да тјавам. А моторот Београд со големи мотори има, сега и малиот го возам. Има Београд, оде Ниш, Пирот, Сокобања, каде не по Србијата. И тоа со моторот ви кажам, 50 години го терам. Секој кога ќе тргне на риболов сака да улови нешто, меѓутоа многу пати се случува празни да се враќаме. Да. Нема ништо и така натаму, но останува задоволство. Меѓутоа имаш сигурно денови кога се многу плодни, кога нешто се уловува, нешто се прави, да речеме некое доживување има што ретко може да се заборави. За такви некакви доживувања се да кажеме. Кога се случило, познато е дека цумани улови многу големи сомови, многу големи штуки, не знам колку килограми риби во еден ден и така натаму, така натаму. Може само околу тоа, ако добро ги паметите работите да ни кажете нешто во врска со тие доживувања. Јас фаќав многу риби и дури страмота да кажам што се вика на почеток. Со мотор одев, скочив. Са бајле одев еднаш пред ручек. Паѓа по 20 кила клен. Го носев во 9 сатот са бајле 20 кила патен со јадица, исклучиво со блинкер. Сведоци се сите и мештаните таму сите знаат. По ручек пак одев, повторно. По 100 километра со мотор врвев, 50 километра е еден правец. И назад 100. По ручек пак на риби. И овие селаните вика, ето го цумани, се вика ќе наполни кошницата. Имате договор со рибите да ве чекаат да на место, така? Таа е мајсторијата. Оти јас блинкерите сам си ги правам. Мушици сам правам. Исклучиво ловам на блинкери мушице. За тој терен за клено. И овие другите не може. Ќе фрли еднаш два пати, го кини блинкеро, не ловам појќе. Јас продам си работам, сам си и правам. Риболовот зависи исклучиво од среќата или се помешани среќата и знаењето. Или чувството некое, предчувството да се погоди денот, да се погоди времето, да се погоди местото. Ќе ви кажам. Многу работи треба. Ќе ви кажам. На прво место е мајсторијата. Осет. Ако немаш осет, ти не можеш да ловиш. Прво е тоа, осето, мајсторијата. Сега најново и технологија нова има. Излегува такви прачки, карбон и други што мој цел ден да држиш прачката враци да ловиш. Пора не можеш, со тешки прачки ловев, но вона технологијата е многу напред. Треба и прибор да имаш добар. Ако немаш прибор добар, тешко можеш да уловиш риба. Имам си доста треба, отице се лови сега со живото е скап. Скапи се, треба да купиш да се уништува. Една серија ќе купи мушици, пример велам. По 30 денари една мушица е. 3 клаваме на васер кугла
студена, фрлаш се кини, пак фрлаш, пак ќе скиниш. И не ловиш поќе. Не ловиш. Готово. Бензинот и мушиците И се на сврши таа- приказната. На таа страна веќе риболово полека згаснува. Не е кој што беше на времето. Али со ова сега, со мајсторијата што рековме, прво место е осето, да имаш осет за риболово. Второ е техниката и времето да знаеш местото кај што движење на рибата. Ти рибар има оди на река, ја фрла тапата чека и вели не јади. Ако не јади, треба да ја бара рибата. Игра улога и ветро, дали дува север, дали дува југ, кај е рибата, дали е горе, дали е долу рибата, температура на водата, се треба да прати. Паралелно со риболовот го сакавте и фудбал. Да, да. А уште некој друг спорт? Фудбал играв, Уште некој друг спорт дали сакавте? кошарка ли како млад многу, кошарка. И сега кошарка тоа што не го правевте вие Го се- сино го наследи, беше тој веќе да речам една врста и професионалец, редовно играше Да, кошарката. во поќе екипи, Битола беше меѓу најдобрите, Да. па од Неметали Огражден, па Струмица, па и така. А вие со фудбал? Јас со фудбал, Е, со фудбал бе Каде почетокот, почнавте? Каде почетокот со кој се почнав. дружевте? уште во најстариот тим, во работник, ко беа старите доле, ко беше овие, ко напуштија тие жване, ние бевме дечина подмладок, по 10 години. И од тогаш во подмладок во после се префрли во Битола, Битола беше тото и веќе активно застанав на голо голман бранев за Битола. Бе солиден, мислам. После видео квалитетите мои ги видоа. Беше Ставре, покојниот тренерот, Евтимовски, Евтимовски. Врбица беше она. председател. Дојде тука исто и ми дадоа некои услови, ќе дојдеш во Пелистер. Оттаму Битола Текс ми понудија работа, се префрли во Битола Текс и таму игра поќе време, голман и така кариерата од Битола Текс прекинав и сега ќе правиме една мушица, ќе ја презентираме една мушица Зулу. Се вика таа е за клен, претежно една од подобрите мушици и почнуваме со подлога. Зулуто е црна мушица, претежно со црвена опашка. И почнуваме со подлога на конец. Ево сега се мота конецот. Овде не е битно како е мотан, може да биде прескочен, да не е. То си оди ножичето од искуство е свеќе. Работам стално браце. Ете, така. Ова е опашка. Пердуите малце се наѓа потешко, мислам, петли купаме, али не може од вратот петел, исклучиво од петел. Има и од кокошка, али не чина тие. Тие се за друга намена. Ова е веќе квалитетен пердух, ево. Ова е квалитето. Ако е кратко влакното и долго, има и светлина. Тоа е квалитетно. Иначе се куба, ако се куби, то не чини. Сега се прави, ова се вика крило. Сега ја формираме глата на мушицата. Ето го се клава после, мислам ова лакали мора сега да се да биде по-квалитетна. Ова е контрапинцета што го паќа пердуго. Затоа реков, исто ова и ова е. Ево сега ја формираме
глата со крилца. Ова е крило се вика. Ево ребро, има жолтото, ова е глата, со се крилца. Ушицата се вика зулу. Тоа е една од најефикасните за клен. Ова е, ево камерата може да ја види овде на светлото подобро. Ево се, например, ова што изработува зулу, ево на друг начин. Ево зулу, овие се палмери, се вика, за пастранка. Исто тие се пастранкашки мушици сите. Ова е за клен. Имам од сите врсти, тука се мешани и се ефикасни. Доста колеги лова со мои мушици и така. Денот полека заминува. Помалку тука ќе се спушти и мракот. Ќе дојде ноќта. Цумани замина пред јас да излезам од реката. Што улови, колку улови, дека остане мала тајна.